Царината треба да стане развојна мерка, не треба да биде заштитна мерка. Ние немаме производство луѓе. Ние имаме дефицит во трговска размена со светот. Храна немаме. Храна немаме. Над милиарда увезуваме храна. Луѓе, јас се срамам. Тоа е И сега имате најголемиот пораст. Човече, 200.000 хектари необработено земјоделско земјиште и се стиснали и не даваат воопшто тендери. Не го даваат да се обработуваат. Зошто? Затоа што некој ќе се збогател. Тоа се нашите заблуди, тоа се нашите глупости. И јас апелирам, владава мора да се ослободи и да се посвети на сериозна даночна реформа, на сериозна царинска реформа, сериозна фискална реформа, мора да направи сериозно буџетско растретување. Не може да додржи овој народ и оваа држава преку 200.000 државна администрација. Мора да влеземе во коштец со тие проблеми. Ако не влеземе, тие проблеми ќе однесат владата во коштец. Но треба да се создадат услови за отворање на работни места. Проблем бројката на административци. Туку системот кој таа го обслужува, кој е апсолутно изграден на корупција. Изградење на корупција. Тие луѓе се со плати кои се под просечни плати. Преку 30% од споредните државни институции во државава се дуплекс. Така е? Готово исти надлежности. Како може да постои Дирекција за заштита и спасување и Центар за управување со кризи и едните и другите отидоа над 1000 вработени? Како? Што криза реши во државата и едните и другите? А да не се случува Кочан. А внимавајте, пред некоја година заедно Турботрус, Ласкарци, јас се согласувам, ама тоа не се случува нам. Пред 10 години заедно броја 450 души. Како може Министерството за земјоделство пред 15 години броеше 500 души, сега колку брои? Зошто ни се нови институции? Зошто ни се нови вработувања таму? И сега идат избори и повторно ќе вработуваме. Повторно партии да прават списоци партиски, вакви, такви и така. Па еден ден треба да премине, луѓе. Еден ден тоа треба да прекине. Не може повеќе. Ова стопанство, ова економија не може да го издржи тој модел. И трет сегмент на кој што ќе мора владата да посвети внимание, банкарскиот сектор. Таков монопол не е виден. Банкарскиот сектор во Македонија мора да му се урне монополот. Не може за секоја ситница да имате провизија. Вие електронски да направите денеска трансакција, веднаш ќе ви земат провизија. Да, нигде во свет го нема тоа. Не може провизија на провизија на провизија на провизија. Да. Што е ова, луѓе? Банките направија стотици милиони евра нето профит во оваа држава од овој сиромашен народ. И тука треба да се фати во коштец со реформите. Народна банка целосно потврди. Каде поправи да се потврди на својата улога Народна банка. Има многу работа. Има многу работи, бити, но покрај ова што професорот го кажува. Лушно е економска моќ. Ја вратиме ли ние економската моќ, а може. Може да се врати економската моќ. Тогаш ќе биде друга нашата преговарашка позиција. За да се вратиме на реална економска моќ, мора да имаме стабилна влада и стабилно и правната реформа, бидејќи ладењето на право е предуслов за инвестиции. Тоа е сегмент кој што рекам. Така е, и реформа на образованието. Ние мораме на образованието. Тие се тие три лоста на просперитет. Така е. Економската моќ, здравството и образованието. Образованието и здравството. Е така. Тоа е суштината на било која држава која сака да биде самодоволна. За нејзините граѓани да се чувствуваат достоинствено, да живеат со некаков стандард на кој практично е нормално во денешно време да се живее. Кога велиме Европска Унија, во овој момент вредностите на Европска Унија за кои генерално во оваа држава се зборува, имаат добри патишта, имаат добро образование, имаат пристојни плати, имаат добар судски систем. Тие вредности ние можеме овде... Слушнавме во емисијава, и господин Тристовски и вие Бишевац, зборувате за мал број реформи што треба да се направат и на еден куп проблеми кои што ги имаме. Како ние сега ќе се развиваме? Не може се најмно што да се земете науката, треба знаење. Друга страна, еве го слушам. Науката, Бети, простете, малку професорски. Науката одамна кажала, просперитетот на една нација се мери по 3 компоненти. Многу е просто. Тоа е, нели, според програмата за развој на Обединетите нации, тоа е индексот за просперитет или индекс за човеков развој. Тоа се 3 компоненти. Првата е економската моќ, мерена преку бруто домашниот производ. Втората е здравството заради бројноста на работната сила. Нели, тоа се мери преку старосната граница на смртност. Македонија има многу ниска старосна граница на смртност 72-76. Луѓе во Јапонија 83-85. Така. Тоа значи дека имаме низок квалитет на живот. На живот, така. И трето, таа работна сила
мора да ти биде образована. Образована. А ако немате вие образование, нема да имате ни држава, запамтете го. Така е, тоа е суштината. Држава без образование е територија, запамтете го тоа. И ако не направиме ние радикална реформа во образовниот систем, не можеме да направиме радикална реформа во државата. Ама Затоа ви 30 треба години економска слушам за моќ. реформи во Затоа мојот судство, апел е реформи во образование, до кога ќе ги правиме, а не ги економската правиме. моќ. Значи јас би апелирал, владата мора да создаде, како сака нека го крсти, национален реформски совет, веднаш. Да ги собере сите умови од светот, од дома, од било каде на планетава Земја. Тој национален реформски совет веднаш да седне да ја дефинира во рок од 90 дена стратегијата по која ќе се движи во економскиот дел Тебе беше Македонија. најавено Ману дека ќе прави стратегија. Оставете го Ману, зборувам сега за извршна власт. Владата е таа што владее. Ману може да биде супорт. Владата е таа што владее. Запамтете го, владата мора да свати сериозно дека во неа е целата одговорност за сите идни реформи. И мора радикално Ама да не се прати во приметувате дека костец. кај нас главната лајт мотив на муабети што прави владата дали одела кон неу. Не велам дека не треба да оди кон неу, меѓутоа се во тој правец. Во неу можете да идете на два начина. А одиме и таму 3 децени и пак ништо не правиме. Сакам да кажам, приказнава се врти во круг и резултатот е нула. За Европската унија, за Брисел, е да ја завршите работата дома. Тоа е најкраткиот пат до Брисел. Па ни беше ветувано дека Европа ќе ја донесеме дома. Бети сега. Ама да не уште не сме ја донеле тоа. Ама вие паметите дека во Солун имаше еден самит на Европска унија за каде што се ветуваше за 20 години дека практично цело овој регион ќе стане дел од Европската унија. Паметите? Што исполни Европската унија од таа агенда? Само еден класичен ришафл во економската стратегија, ришафл, значи радикален пресврт. Значи, да не кажам метаноја, свртување за 180 степени. Македонија мора да ја извлечеме од живата кална сировинска база кон зоната на висока финализација. Сите ресурси што ги има, сите кредити што ги зима, се што има оваа држава, не ИПАРД, не странски, не наши кредити, не вакви кредити, не дел од девизните резерви, ставете ги во функција и удрете на висока финализација на храна пијалоци. Висока финализација на она што е компаративна предност на државата. Вие имате еден сектор кој што драстично, рапидно се развива во Македонија, тоа е аутсорсингот. Значи, вие имате номади кои што од Македонија прават стотици илјади евра надвор, а тука работат. Аутсорсингот е сектор кој што гледаш дека има потенцијал. Затоа ние во платформата ја понудиме ВИТЕС зоната. Veles Innovation Informatics Technology Zone, ВИТЕС. На 10 хектари, да. Значи, иновацијска, информатичка, високотехнолошка зона каде што стапката на одоначување мора да биде нулта. Јас пак ќе се и внесам. негативна, бети извини, тоа влегува во данашната реформа. Мора да биде нулта стапка за тој висок интелектуален и слушајме, молим те, не ме прекинувај. Ајде. Значи висок иновацијски, информатички, високотехнолошки знаења Македонија има напретек. Се што е ум во светот треба да го несеме тука со нулта стапка на одонашување во посебна технолошка зона во Велес. Направете Силиконска долина луѓе во Велес, Вардарска Силиконска долина. Донесете ги тие умови, тие го носат развојот. Само еден уникорн во Естонија и донесе на државата милијарда долари. Само еден уникорн, двајца луѓе донесува милијарда. Луѓе, вложете во умот. Македонскиот ум е голем, луѓе низ историјата, тоа е покажано да се вратиме на основите. Ние имаме млади деца, умови, луѓе. Да, тоа ми беше мене поинтата, господин Ристовски. Дайте Сето тоа е убаво да се слушне, сите тие добри основи да ги предлози. насочиме. Меѓутоа имам впечаток дека кај Да нас покренеме постојано се државата. вртиме во некаков круг. Се е најважно кој ќе останал во владата, кој ќе си заменил во опозиција, па дали ќе имало уставни измени, па дали ќе немало, па какви услови, па не знам, па корупцијава ќе сме ја решили или нема да ја решиме. И Јас од преска зборувам. Најбрзиот пат во Европската унија. малку, ова сето убаво звучи, меѓутоа малку нереално Ова е во нашиот контекст. Бети, Ние треба да тоа е направиме, реално, ние треба да луѓе. направиме нов мајндсет овде, веројатно, не знам сега. Аме умни нации не Ама имат ние умни ли храброст сме? покажуваат. Храброст Не сме покажуваат. глупи, тама Треба работа. Мислам, не знам. прашањето ми е знаете тогаш. што, исклучително ми ме храбро пречи, луѓе, малце практично. по-храбро, што сме се уплашиле? Не сме Исклучително ми пречи која Мачка збора кашлица. дека не бива, не можеме, Да. не знаеме. Тоа е Дека ако не доста влеземе во самопонижување. ЕУ, готово. такво само држава не се води со комплекси на пониска вредност. Апсолутно. Тоа ми беше Ако мене не покажете поинтата. дека вредите, никој нема ни да ве почитува. Така е. Зошто би ве почитувал? Така е.
Затоа велам, најбрзиот пат во Европската унија работа, сознање, знаење. А владата е и должност честност. да го поттикне творечкиот потенцијал на секој индивидуа. Апсолутно. Се да вложи И во тука творечкиот завршува потенцијал. Нема човек што е роден без вредност. Нема човек, запамтете, нема човек, како год да е на било кое ниво на општественото скалило во дадениот момент, нема човек кој што нема вредност во него. Натерете го да мисли 24 часа што е вредноста во него и да ја стави во функција да биде креативен, творечки, ќе видите Македонија И како само ќе биде едно за 4 подпрашање години. имам во И тоа, јас апсолутно се согласувам со овој дел од излагањето. Но да не заборавиме, времето е фактор секогаш. Овој народ, ова нација, ако сакате, под нација подразбирам сите, од сите вери и националности кои живеат во овој, сите народи кои живеат овде, за мене е тоа македонската нација, ќе прифатат тој процес да трае известно време. За нив е потребно да видат дека се оди во вистинска насока. Па да, тоа е реално го дека се дава очекуваат сите. шанса Да. и дека наместо ако на некоја држава и требало 20 години, нам може ќе ни требаат 15 или 25, небитно, но мораме да идеме во таа насока. Може, тоа е патот. Може да ги дефинирам нив. Нив е се што има комунистички баласт во мозокот. Ако Мојсей го водеше израелскиот народ надвор од египетското робство, на ивица кога треба да влезат во ветената земја, тие се поколебаа. Таа генерација што беше во робство, 40 години требаше да изумре за да новата генерација влезе во ветената земја. Можеби 40 години треба да поминат од осамостојувањето на Македонија до денес, за да изумре комунистичкиот ум во македонецот. Дека друг треба да ни даде, дека државата треба да сработи за нас, дека таа треба да ни даде социјална помош, дека она ќе работи за нас, дека она ќе живее за нас. Имаме све супер. Ние мора да се разбудиме Прашањето од ми тој беше- комунистички сон. Додека старата генерација ги труе децата, влези државно за да биде сигурен на работа. Нема да влегуваш приватно, премногу е ризично. Ние ќе тонеме како држава. Ние мора да го ослободиме народот од комунистичкиот баласт. Не смееме да размислуваме комунистички луѓе. Не, Тоа е водите тоа, господин убиствено. Ристовски, ама да решиме корупцијата за да можат луѓето безбедно да Оставете, водат корупцијата бизнис. се решава за 15 Прашањето ми минути, што беше, сега? еве сепак, велиме за Европска унија, еве и денеска во она дебата во Собранието беше кажано дека ние практично со тоа што не ги почнуваме преговорите губиме многу пари. Земите од регионот земат Абе не се надевете да ви даде Брисел, луѓе. Дајте да Добро, создадеме. ако веќе мораме да се развиваме, Дајте да нешто ќе создадеме. мора да се Имаме развиваме. потенцијал да го триплираме Знаете. бруто домашниот производ за 4 години. Како ќе го Треба да се доведете во ситуација да зависите од тоа дали Брисел ќе се смилува да ви даде да направите некој Па, пат. тоа е најголемата Не треба да ви глупост. ги даде тие. Тоа е комунистичкиот мајндсет. Значи не треба да ви ги одам даде со тие пари. аргументите на опозицијата. Велат, еве, соседите колку пари зимаат од тие фондови. опозицијата е од- комунистичка. само и навикна да зима пари. Тоа е што го комунистичкиот направи, баласт. тоа е Добро, сега јас за пари. директно, да ја баталиме ЕУ. Не. А зашто да ја баталиме? Па Да се бидејќи ослободиме велите од комунистичкиот Не. баласт во умот, Добро. дека само ЕУ ќе ни дава, дека Чисто ЕУ ќе да не храни, дека ЕУ ќе не рани. Да не биде дека комплетно тој комунистички период е аут и треба комплетно да се ослободиме, тука веќе не се согласувам. Имам многу работи во она бившата држава која денеска на кој денеска Имаше барем гледаме пристојно со судство. тага и сета. Значи имате владење на право, такво, идеолошки мотивирано, но владење на право. Имате безбедност која апсолутно беше гарантирана. Имаше добар образовен систем. Да кој денеска можеме да сонуваме, не, џаба, не се, окей, тоа е ваше право да не се согласувате, но е така. Но ова е така. Јас бев сведок како студент, извини, една минута, молите. само да завршам. Имате бесплатно здравство. Можете вие да не се согласувате со тоа, но имаше кој да ве лечи. Имаше образование кое создаваше кадри. Таа држава идеолошки да е проблематична, идеолошки, но како систем и тие колку беа 50 години, ако треба да ја мерам дали функционира како држава, што подобро функционира како држава, таа држава или ова што го имаме сега, 6 пати ќе ви кажам дека ова беше. Зашто пропадна ако добро функционира? Јас ви велам. Зашто на секаде на планетава Земја пропадна комунизмот? Зашто на секаде пропадна социјализмот? И сега во Македонија левица е во подем, Значи сега ќе ми не, левица скрај да е. Па има ли памет овој народ? Но и Кина е комунистичка Има ли држава. памет овој народ уште да се држи за комунизам, за левица, за социјализам? Секој има право да одбере Има ли опција, памет овој
господин народ. Ристовски, Не да сега се не можеме држи. ни така. Има ли памет овој Народот народ? само има паметење. Па тоа пропаднаме луѓе, ќе се враќаме на 200 години, што е Народот има паметење, професоре. Памти овој народ. Дека некогаш по нешто што вие велите дека било тотално нула, му било многу подобро од сега што било добро? кога е Јас суверен, независен, слободен. Оставете го А тоа. нема Да, време. за тоа зборам. Јас бев сведок како студент. Васко Косточиновски на седница на општински комитет вика: "Од пивара ќе излезат 20 души ќе одат во Охис. Од стаклара 15 души ќе одат во пивара. Ти ќе одиш таму, ти ќе одиш таму, мајката." Точно ви ги Шегата набрав луѓе, па ево сегментите. Васко Косточиновски е жив. Точно Нека ви ги излезе, набрав нека рече, не беше сегментите каде така. што таа држава функционираше подобро Па од ова затоа што го пропадна имаме сега. стаклара, затоа пропадна Охис, затоа отидоа 5000 на улица, затоа ден денеска имаме стечени работници кои што не може да се преранат фамилија. Сафет, согласувам. пропадна генерација млади Господин луѓе. Ристовски, Заради пропадна кои за не да ради имавте тоа. не нефер само закон ради за тоа. И сега приватизација некој да ме сега. враќа назад. Не, скрај. Може случува. Не, тама на работа, не велам. Но сега за жал, ако мериме по некакви критериуми, тогашното здравство беше подобро, тогашното школство беше подобро. Имаше поголема достапност на здравството Тогашната до безбедност секој беше еден граѓанин, тоа е факт. Океј, тоа беше сиромаштија и ние не треба да живееме на тој начин. Сите еднакво, тоа не е систем во кој треба да се живее, се согласувам, апсолутно. Затоа велам, идеолошкиот дел на таа држава, тргнете го на страна. Но тоа беше држава. Сакале вие да признаете или не, тоа беше сериозна држава. Добро, бидејќи сме Почитувана низ цел свет. на крајот од Затоа емисијата, пропадна. Не Само уште пропадна едно само за прашање, тоа. Пропадна од други причини. Од Од беше оние кои сериозна, од од оние беше кои вие ги силна. величате како лидери на слободата, американциве. Не, глобализацијата е токму тоа. Битката против Јас идеолошката зборам за битка. системи. И систем изборам. И Системи. јас зборам. Идеолошката победа на глобализмот над она што го викаат комунизам е окей. Тоа се случи. Не е спорно. Но има таму вредности кои не треба да ги фрламе. добро, ви благодарам многу, Како Сафет што има Бишевац сега и вредности во тој ваш глобален свет кој треба да го величаме, кои апсолутно не се, како да ви кажам, не се достојни. Ама За кога се сложи современиот човек. комунистичкиот мајндсет мора да умре. Се согласни, Мора да апсолутно. умре. Ама Добро, тоа ова е да почне дебата, новото да секој има живее. право на свое мислење. Ви Значи, благодарам ова што ни го многу. нудат како вредност е Ристовски далеко и од нешто што Бишевац човечко. вечерва во Само вистина. Почитувани, ви благодарам што бевте со нас. Ми посакувам пријатна вечер.